Денеска се подсетуваме дека слободата не е нешто апстрактно и невидливо, туку идеја за која што се бореле и избориле претходните генерации кои денеска ги спомнуваме. За слободата, за која секојдневно зборуваме, живот дале голем број борци од народно-ослободителната борба. Задоволство ми е што денес, како локална самоуправа, министерства, заеднички и достоинствено го одбележуваме овој ден повторно со Сојузот на борците. Затоа што паметиме и не треба да го заборавиме периодот кога борците беа шиканирани, а периодот на НОП целосно девалвиран во државата. На ова место, каде што сме денеска, е формиран првиот скопски партизански одред. На одредот кој бил формиран од скопски диверзантски групи, му се приклучиле и други борци. Покрај македонци имало и срби, албанци, турци, црногорци, хрвати и други. Првата партизанска единица на НОП во Македонија многу одамна го манифестирала заедништвото и различностите за кои денеска се погласно и погласно зборуваме. Од Карпаш, од срцето на Скопје, порачуваме дека нема друга алтернатива освен слободата. Во денешен контекст, тоа значи и овозможување на подобар живот на сите наши сограѓани и реализација на евроатлантската перспектива, сон на сите генерации. Работиме на заедница која прифаќа, а не исклучува. Општина во која слободата и транспарентноста се на пиедесталот, а јавниот интерес е секогаш на прво место. Ви ветувам и ви убедувам сите, особено членовите на Сојузот на борци, дека јас секогаш ќе стојам со вас и ќе ве поддржувам во негувањето на ликот и делото и вредностите на НОП, без разлика каде ќе бидам во политиката или во приватниот живот.